Ти се договориме. Како и со секоја тема, така и со ова, веќе сме разборени и ќе биде ова еден убав разговор. Споменавме не само за дечињата, тука генерално ги вклучуваме и возрастните, и родителите, и бабите, и дедовците кои што подеднакво би рекла се вклучени во развојот на децата. Ќе зборуваме за интерактивните НЛП работилници за деца, поточно заедно со нашите денешни соговорнички ќе дадеме начини, техники за тоа како може учењето за децата да го направиме да биде многу поинтересно, затоа што секогаш велиме кога е низ призма на игра е многу побрзо прифатено од детското мозоче. Со оглед на тоа што и јас Ивана нели сме мајки, имаме деца, исто и вие, верувам дека дополнително ќе предизвикаме интерес и кај вас и ќе има, се разбира, убави прашања во кои што ќе се препознаат, се разбира, и нашите гледачи. Само да ги представиме гостинките, до мене Катерина Дунимагловска-Ѓоргиевска, која што е инаку автор на една од книгите кои што ни ги донесува, ќе имате можност да ги видите, меѓу другото и наставник, па веројатно имате и доста големо искуство кога се нели децата во прашање и работата со нив, и Ана Салтирова-Давидовски, исто така автор на книгата Благодарам и НЛП тренер и коуч. Добро утро. Добро утро. Дами. Добро утро. Добре ни дојдовте. Може вака за почеток еве да ги запознаеме гледачите, бидејќи НЛП работилници, што тоа значи, каква е методологијата и од каде идејата за сето ова да се промовира во јавност, во смисла на тоа дека нели покрај она формално образование кое што нели е доста и рестриктивно и да кажам ограничено, децата секогаш повеќе или подобро реагираат кога имаме некои неформални активности и кога учењето е баш буквално низ призма на игра. Да. Оствари, ние се раѓаме со многу малце работи да ги знаеме. Знаеме да плачеме, знаеме да цицаме, знаеме да мочкаме и тоа е тоа. Другото се го учиме и у принцип децата се учечки машини и тоа е нешто што и така треба да се искористи од една страна, ама и да ги научиме да учат заради тоа што и кога ќе станат како нас ќе треба да учат, зашто правилата што важеа пред 10-15 години не важат сега и треба да учиме нови работи. НЛП е акроним за големите невролингвистичко програмирање или методологија што ја проучува успешноста, а за децата го викаме нешто навистина лесно или навистина лесна промена ако знаеш како, или навистина нешто лудо. Како викавме? Милетна. Да. Ке ми текне до крај емисијата Милетна. И целта е во основа да ги точно тоа, образовниот систем дава една структура што е оно што би можеле да поддржиме за да стекнат вештини кои што се клучни во комуникацијата, во кажување на изразување на сопствената автентичност, во тоа како да се носиме со тешките ситуации, што се повеќе и повеќе гледаме млади луѓе кои што имаат и така мака со депресија, анксиозности, вознемирености, како да ги најдат ресурсите во себе за да можат да одговорат на промените кои што во последно време се поприлично динамични и тоа дава голема поддршка. Така да јас ова го учев како голема, јас не сум од светот на децата и она што многу често се случуваше на НЛП едукациите е зошто не го знаев ова порано. Зошто не се учи во училишта и станав мајка, добив дечиња и сакав тоа знаење да се спушти низ децата, така настане и книгата и ова и втората. Со Кити се споивме, Кити од друга страна бивме колешки на постдипломски студии заедно, од друга страна пак е наставник со долгогодишно искуство и мислам дека правиме убава компилација каде што знаењето што го имам јас, она многу убаво го дополнува, го проширува, го адаптира за децата, тоа што кој што кажав јас работам едукација со големи и сватив уствари дека децата се уште позабавни од големите кога правиме муабетна тема едукација. Инаку да се надврзам на Ана, благодарам за убавите зборови, да, одличен тим, се споивме, не случајно, ништо не е случајно, искуството, а нешто лудо и практично. Сега, да, тоа креативното, бидејќи се што ќе научиме, што ќе го пронајдеме длабоко во себе, практично да го примениме. Тоа е тајната, клучот на живењето. Можеме милион книги да прочитаме, да одиме на работилници, многу луѓе да ни помогнат, меѓутоа ако не го примениме во реалниот живот, во секојдневието, нема да имаме бенефит. И затоа ни беше и целта со Ана да почнеме да помогнеме на децата. Јас, бидејќи многу години бев во формалното образование и се уште сум, 25 години имам работно искуство како ментор и почувствував дека немаме многу време ние наставниците баш да им помогнеме на децата во овој момент. Емоционално да им помогнеме за самодовербата, како да се справат со стравот, анксиозноста, омразата, лутината, сите оние емоции кои што ние природно ги носиме.
и дека треба да ги негуваме, не е ништо страшно да плачеш, не е ништо страшно да си луд, меѓутоа како брзо да го менуваш, да го пренасочуваш, да го канализираш. И токму се роди оваа идеја. Одлично. Верувам дека ова е нешто кое што секој родител ќе сака да го слушне, иако секој родител на свој начин, кој што за него е најдобар, го применува кон своето дете и многу често можеби и да се најдеме во дилема како родители дали го правиме недоброто за нашите деца. Па тоа е добар родител. Оној момент што се преиспитуваме, гледаме и го даваме, сите родители го даваат на доброто. Така е, да, и се прашуваме за пристапот, како ни е, дали ни е добар пристапот, па ги гледаме реакциите на нашите дете и така натака. Ми се чини дека нема родител кој што не е сгрешил во однос на тоа. И сега, кога зборуваме за ваков пристап, ако зборуваме за тоа колку е важно да има еден здрав мајндсет или да речеме една подготовка кај младото детско умче за тоа како и на кој начин понатака треба да се размислува и да се води кон животот, веројатно многу е важна возраста, но и претпоставувам темпераментот на самото дете. Индивидуалниот пристап ми се чини исто така дека е особено важен заради тоа што сите деца се различни. Некои деца можеби тоа веднаш да го прифатат, некои да имаат, да речеме, одбивање на тоа, затоа што едноставно во моментот не им се прави тоа или не го прават на некаков таков начин. А како го наоѓате тука тој, или кој е вашиот рецепт или формула за тоа да се има индивидуален пристап, а сепак да се има еден резултат кај децата? Тоа мене ме фасцинира кај децата, а тоа е дека они без никаков проблем го комуницираат тоа кога не им се свиѓа, кога не гледаат практичност во истото и кога не гледаат зошто тоа го правиме. Што ние големите некогаш го буткаме каменот за да го буткаме, децата тоа не го прават и тоа е најубавата работа, го даваат тој фидбек веднаш. Целта е многу едноставна, значи како што ме прашуваш, го следиш реакцијата на детето и гледаш како да одговориш подобро. Следиш реакцијата на детето, гледаш како да одговориш подобро. Минатата година НЛП работилниците ги правевме како следна активности. И испадна од фидбекот што го добивме дека повеќе им одговара да бидат индивидуални целини. Така да овој блок, значи оваа сезона, втората сезона од НЛП работилниците ги правиме секоја да биде сама за себе, а ако сакаат може да ги надуврзат и да бидат буквално како бисерно герданче, кој што ќе може да биде и бисерчето само за себе да има смисла, но и да се носи како целина. Така да убавата работа што можеби во формалното образование не е дозволена, имаме многу поголема флексибилност, зависи од нас и можеме многу побрзо да одговориме на промените што се тука. Инаку да, апсолутно се согласувам за фидбекот, зашто многу често уствари интеграција на фидбекот, ништо повеќе, што меѓу другото се зборува многу во НЛП, а тоа е дека сите ние гледаме некаква перспектива. Јас имам мој агол на гледање, Кети има свој, Цеци има свој, ти имаш свој и секој е во право. Па сите сме во право и кога би седнале да подискутираме за работите, би земеле многу побогато и многу посестрано решение и тоа е нешто што треба да ги охрабруваме новите генерации да го прават. Не јас сум во право или ти си во право, да видиме што е правото. Да, и двајцата родители да бидат во право и тоа да биде подедно, нели, што може да биде конфузно за децата доколку не е. Катерина, дали али и реално, пази, тоа е животот. Не треба да ги заштитиме од животот, треба да ги научиме дека има луѓе што различно гледаат и дека има луѓе што нема ни се свиѓаат како зборат и како се однесуваат и дека треба да најдеме начин како и со нив. И да го почитуваме тоа они како тие како гледаат, децата како гледаат. Дека не загрозува нас, што во основа е екологија, треба да дозволиме, јас сакам да бидам автентична, па и тој сака да биде, и таа сака. Се повеќе се зборува во последно време токму за ваква работа со деца и тоа е позитивно апсолутно, но некако често слушаме дека недостасува тоа во формалното образование, дека некако кога веднаш кога ќе почнеме на училиште научат на тоа кое што веќе во самата програма за учење така натака овие работи изостануваат и потоа е прашањето зошто ова не научат на училиште. Па Катерина, такова прашање, дали сметате како наставник дека веќе конечно е време во овој 21 век, каде што овие работи се достапни, дека конечно треба на некој начин да се внесе тоа и во формалното образование. Да, мислам дека и тоа постои, меѓутоа многу малку е застапено, имаме одредени часови, ограничено ни е времето, но со новите промени што настануваат, имаме работилници, обично на оделенските часови, класните ги применуваат овие начини како емоционално да ги отворат децата и да се помогнат доколку имаат некој проблем. Меѓутоа пак ќе ви кажам во формално да бидејќи е многу ограничено времето,
и не секогаш можат наставниците да одговорат во секој момент и се работи со многу голема популација на деца. Ако имате вие паралелка од 30 деца, не можете во секој момент индивидуално да им овозможните и да им излезете во пресед, бидејќи вие сте една, а они се 30, а во исто време јас зборувам од моје лично искуство, првачења 30 одеднаш кога сите страни ти доаѓаат и плаче, едното сака паптиките да му ги врзеш, другото треба да оди до тоалет. И знаете, буквално можете да помогнете, меѓутоа не можете максимално да им одговорите и често родителите кога ќе си отидат дома, детето ќе се пожали, наставничката не ми обрна внимание и така натаму, не дека не сакала, меѓутоа во моментот не можела. Едноставно условите се тие, Да, затоа на некој начин ова го правиме со Ана од друга страна да ги подготвиме, од друга страна кога ќе додат во училиште како да може да се справуваат во таа ситуација каде што се во формалното образование, да знаат нели кога се лути, да кажат да се извинувам цеца, ја сега сум лута, ставиме 5 минути. Да ми помине лутината, да бидат свесни за своите емоции, за своите емоции и да кажат дека не ми е убаво ова или сакам да играм со тебе сега, не сакам да играм со тебе затоа што во моментот не ми се игра таа игра, да знаат да научат да комуницираат и овие техники да се справуваат емоционално, да не паѓаат. Што значи тоа, за која возраст овие наменети работилници? Од 8 до 13 години ние стартувавме, отприлика сметавме дека минатата година имавме и од помала возраст, но генерално искуството ни покажа со Ана дека оваа година овој таргет ни е одличен, но веќе имаме интерес многу големи од друга и настојуваме да направиме некои промени, па да направиме со помала возраст и со поголема така работилници слични. Ме радува моментот дека има интерес, тоа значи дека има се поголем број на свесни родители и свесни дечиња кои што се отворени нели за работа. Катерина, како спомена, околу 25 години, значи повеќе од 2 децени си дел од образовниот процес кај нас и имаш искуство во работата со деца. Какви се денешните деца? Какви се оние од пред 20 години во поглед на работата и во поглед на тоа колку се свесни да си ги изразат емоциите, затоа што во некое поодамнешно време, нели, беше срамота машкото да плаче или некои други такви стереотипи? Да, има голема разлика од генерација на генерација. Овие нови генерации се емоционално и созријани, ама имаме и деца кои што се несозријани. Генерално мислам дека моето искуство ми покажа дека родителите, ако родителите се емоционално созријани и освистени, и децата се подготвени да ги преземат предизвиците. Затоа не можеме да правиме строга граница, учиме од генерации. Јас многу научив, многу се променив. Наставник кога бев на почетокот од моите години и сега како наставник многу ми е променета пристапот, начинот, они ми помогна и мене, јас да се променам. Затоа иде апел до сите родители, до сите наставници, без разлика во кој сектор да сме, само зависи од нас. Каков пристап ние ќе имаме, таков фидбек ќе добиеме. Давате љубов, добивате љубов. Да, децата се рефлексија како на родителите, така и на наставниците кои што го поминуваат пола ден од времето заедно со нив. Ако го зборуваме за емоциите, искажување на емоциите, емоционално незрели или зрели, како велиме, многу често и возрастните не знаат за себе дали се доволно емоционално зрели, па затоа Ивана, верувам дека компетентно можете да ни кажете кога работите со деца, веројатно правите проценка и по одредени параметри или критериуми можете да констатирате дали одредено дете емоционално зрело, повеќе во однос на возраста од останатите, па што значи емоционално зрело или незрело дете? Така, супер, не правиме проценка. Зошто? Заради тоа што јас сум социјален работник по првична вокација, а тоа се работи кои што треба да ги работат психолозите, кои што одлично се вршат својата функција. Во контекст на НЛП на деца не е потребно такво нешто за да може детето да дојде и да стане подобро. Од себе лично сум голем поборник да се мериме сами со себе и детенцето какво ќе дојде, да отиде подобро од тоа какво што дошло. Имаме дури дечиња кои што имавме дете со, да речеме, со блага промена на фокусот и така натака, и на него има бенефит. И сега ако ги споредуваме дечињата меѓу себе, ќе има разлика, али тоа не е целта. Баш вчера имавме работилница и една од техниките што ја работевме, некои дечиња беа подобри, некои дечиња не беа подобри, ако ги зелиме да ги мериме меѓу себе. Али сите дечиња беа подобри од тоа како пред да ја почна техниката и од кога и тоа е на крај на денот. Тоа е целта. И според мене тоа е целта и да ги научиме како големи, да престанеме да се споредуваме едни со други, сите сме си добри баш такви какви што сме и да се трудиме да бидеме подобри од тоа што сме биле вчера.
иако ова што го спомна апсолутно ценам дека е важно и затоа не го ни правиме, тоа што ценам дека треба да се прави професионално, доколку се почувствува потреба. Нашите работилници немаат таа цел, не ја таргетираат, а повторно мојата едукација не го дозволува и не сакам да си играм во нешто што не сум. НЛП-то не е за мене, да речеме, за психологија, него баш е практична, примената и убавиот дел, според мене убавиот дел од психологијата, но не го покрива тој сегмент. Иако ние имаме някаква перцепција за децата, но не сакаме да лепиме етикети, зашто се дека не го прави тоа некој професионално, структурирано, по одредени водици, како што треба. Да. Тоа е лепење етикети на децата, а тоа е баш тоа на што сакаме да ги научиме, да се дозволиме да се прифаќаме баш такви какви што сме. Да, никаде пред крајот со Ана кога дискутиравме во однос на темите кои што ќе ги испишеме, една од нив беше со кои вештини би им овозможиле на децата да продолжат да се забавуваат и во светот на големите, па тоа некако ќе ни го одговорите како за крај и ќе ги поканиме гледачите ако воопшто може да се приклучат на овие нови работилници кои што ги организирате, кога, каде се, бидејќи веќе споменавме дека се за од 8 до 13 годишна. Од 8 до 13 ги организираме во Стартап клуб центарот, кој што се буквално се стартап иницијатива, голема поддршка до нив, прават чуда и прават многу забавни работи и нив топла препорака да ги погледнете. Значи во координација со нив ги организираме во нивните локации, тоа се наоѓа виднаш до Американ коледж, до Среќа бар, во контекст на Среќа бар, апсолутно можат на нашите профили ги има сите контакти, можат да не побараат, ќе одговориме на сите отворени прашања. Инаку мене тоа ми е мотото. Ако може да продолжиме да се забавуваме и да си играме во светот на големите. Мене ми требаше долги години да го најдам тој рецепт. Јас сега ако не е забавно, не икам да си играм. И тука завршува приказната и би сакала моите деца да продолжат. Таков е твојот пристап со твоите деца дома? Апсолутно. И со себе веројатно. Да, скоро, што не значи дека е лесно и не значи дека пуштам се. I have a hard love. Значи, ке мене договараме правила и после ги следиме правилата. И правилото е да е добро за тебе. Ако имаме различно мислење, супер, убедиме во твоето. И така вежбаме преговарање. Мајка ми после вика, ти ги направи вака. За тоа така ти правам. Али целта е не сакам да ме слушаат мене како авторитет, зашто денеска сум ја авторитет, утре ќе биде некој друг. Директорката, жената, комшиката. Не, треба да биде авторитет правото, знаењето, нивната автентичност, нивните вредности, па и да биде тоа некогаш тена на мене, значи јас немам апсолутно право на никого. Така е. Да. Освен на себе си. Така да, целта е тоа и меѓу другото спомна на самиот почеток што ценам дека е многу важно, не е само образовниот систем, него сите имаме влијание. И родителите, и бабите, и дедовците, и чичи, сите што имаат контакт на децата, се уствари огледало и се слика што можеме да покажеме како треба. Затоа уствари покренав една друга иницијатива, ама тоа можеме во некоја друга прилика. А со нисва на родителите. Имам чувство дека сакаш уште нешто и ти да додадеш. Јас сакам сосема за крај. Да, за крај дека одлично делуваат работилниците, имавме многу интересни и практични работи кога родителите не доаѓаа, дека едноставно тоа што фидбекот го давале дома, промена правиле кај родителите дали може за нас вакви работилници, на пример, и за бабите. Така да мислам дека прави промена и животот е едно патување во кое што само кога делиме љубов и кога учиме едни од други, а пред се кога се прифаќаме со различностите, тоа е убавината и успехот. Да, одлично, тоа нека биде нашата заедничка порака за крај и добро е кога се гледаат резултатите, истовремено уште подобро е што има интерес, а тоа значи или покажува дека ќе се зголеми бројката и на свесни родители, но и на млади, здрави и успешни генерации. Ви посакуваме со успех да продолжите да го работите. Ови се гледаме во следна прилика со нови информации. Така е. Благодариме на поканата.